Сакам мајци ти. Тоби. Браво. Јас сум Сузан, една од трите активистки што ги спасуваме уличниве кучиња. Оваа куќа од моите покојни родители ја направивме мини шелтер. Од оваа куќа поминати се стотици кучиња кои се свекнодомени по Европа и Англија. Овие се само дел од кучињата што се на монтажно тука. Многу и мајки сме спасиле кои се породиле во оваа куќа. Сме ги пораснале бебињата и сега се свекнодомени во Англија и европските држави. Сите кучиња кои што се згрижени во куќата од Сузан се земени од улица. Тие не се криви што завршиле на улица, тие се напуштени кучиња кои што некогаш имале собственик. Ние помагаме, згрижуваме колку што можеме, но сепак да нагласам дека проблемот со бездомните кучиња никогаш нема да го решат активистите. Тоа е глобален, институционален проблем кој што треба да се реши на државно ниво, на општинско ниво, затоа што без закон и примена на законот никогаш овој проблем нема да биде решен. Како пример можеме да ги земеме државите каде што овој проблем постоел и го решиле. Има многу држави, но најблиску е Хрватска, која што може да се пофали дека целосно го решила проблемот со бездомните животни. Таму не постојат бездомни животни. Таму се сите кучиња згрижени и проблемот е решен. Значи, едноставно, можеме само да се послужиме со нивниот модел на решавање на проблемот и тој ќе биде решен. А иначе закони кај нас постојат, но за жал тие закони во пракса не се применуваат. За жал, луѓето не ја сваќаат поентата на чување на куче. Тие најчесто ги земаат кучињата како играчка за децата, не ја сваќаат обврската и одговорноста дека вдомуваат милени кои што треба да го чуваат најмалку 15 години. И за жал, од тие причини, бидејќи законите не функционираат, кучињата завршуваат на улица или во најлоши случаи, претежно големите раси завршуваат за борби на кучиња, кој што за жал е проблем за кој што се зборува и постои.